Спремни? Да! Ајде се станете. Ја заставам. Ова е само дел од атмосферата како изгледа еден училишен час кај наставникот Гоце Бумбаровски во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп. На часовите се игра, се пее, се забавува. Секој може да стане кога сака, да го праша наставникот што сака, но и сериозно се пристапува кон наставниот материјал. Токму поради овој нестандарден начин на однос со учениците, но и со предавањето. Ова е можеби еден од ретките класови во Македонија, каде учениците повеќе сакаат да се на училиште, отколку да се дома. Наставникот за нив е еден поголем другар, од кого секојдневно учат. Јутубер познат е брат му. И сега ние го викнах овде да не направи, што да не направи? Едно видео да не направи овде. И ние да видиме популарни како него. Како се вика брат ти? Како? Lord of Fells. Така, го гледавме ние овде. Дури Давид не е во видеата. Така. Сметајте дека целта е да се чувствуваат пријатно. Јас сум им другарче, како и што често пати имам изговорено во минатото, затоа што за да се стекне доверба и да се почитуваме и сакаме меѓу себе, прво за децата најблиско е другарството. Затоа што тие меѓу себе се другари. Авторитет кај деца од 6 години да знаете дека не функционира другарство. Ако го имаме другарство, имаме одредени правила за да станеме другари. Во овој случај ние другарството го користиме позитивно, за да се стекнеме едно заедничко почитување. Во принцип, во оделение каде што е тишина, нешто не е како што треба, или пак обратно, во оделение каде што има преголема галама и таму не е во ред, баш често пати го спомнуваме тоа дека треба во оделението да зуи како во кошница со пчели. И како што гледате, овде тоа правило функционира и целта е крајот на крајот од часот да си ја постигнеме нашата цел. Ова е трета генерација на ученици на Бумбаровски. Вели дека за секоја генерација морал да применува нови, посебни креативни методи на учење, затоа што секој ученик и секој клас бил посебен сам за себе. Но иако водел 3 генерации, секогаш почнувал од второ оделение. Оваа година за прв пат има првачиња. Кој е вашето основно правило според кое се водите при учењето на учениците? Учениците се во центарот на вниманието. Сето другото е заради нив. Сите ние, целата институција е овде за учениците. Ето. Едноставно сакам да им пренесам една порака на сите возрастни, дека треба да почнеме да создаваме образование кое што ќе се темели на знаењето и кое ќе биде за децата, односно за учениците, а не за потребите на возрастните. На часовите се учи преку игра, гледање цртани и практични примери. Си пее, си свири, си игра. А мравката? Цело лето собираше храна. Зошто собираше храна? Па и таа нека си игра, нека си скока, нека си пее, но за разлика од штурецот, мравката си собра храна за да има за кога? За во зима да има. Бумбаровски е поборник да се смени пристапот кон давањето на домашна работа, односно учениците да учат пред се на училиште, а дома да поминуваат поголемо време со семејството. Не дека сум 100% против домашните работи, баш напротив, сум пробал често пати, затоа што и законскиот дел од образованието ни го следиме тој законски дел и ни дозволува да имаме домашна работа, односно е пропишано да имаме домашна работа, но сум пробал неколку пати да не им задавам домашна работа на учениците, тие се посреќни, тие се позадоволни, поинтересно е тоа што сакаме да го постигнеме како цел. Го постигнувам за време на часот, но од друга страна пак има еден куп, неколку активности кои што би ги правеле дома учениците,
а тоа сепак е кон дружење со семејството. До петто одделение гледаме да направиме една промена, барем јас, мојата идеја е таква, да направиме една промена, да ги зближиме учениците до семејствата. Цел цело ова кое што не окружува, се некако не притиска нас, јас сепак сум и родител, оттргнувам од тоа како родител, а после тоа како наставник, да направиме измена, промена во нашето функционирање како семејство, а оттаму веќе почнува се понатаму. Бумбаровски исто така вели дека ќе продолжи со нестандардниот начин и едуцирање на децата. Среќен е што и дел од неговите колеги, гледајќи го неговиот пример, тргнале по неговите стапки. Наставникот Бумбаровски има едно доста интересно мото. Не оди слеп по патот, скршни настрана и остави трага. Тоа е мојата девиза, тоа е мојата идеја во иднина и тоа го правам сепак за доброто на учениците, за наставниците и нормално за целото општество. Скршнува ли некој по вашата трага? Па искрено да бидам, од како прв пат излезе таму 2018 година, некаде март месец, таа приказна за мене, интересна приказна. Следам неколку мои колеги кои што не 100% да тргнале по мојот пат, но барем за момент направиле нешто што сум направил јас и сум горд на тоа. И ги поздравувам и им благодарам што за момент пробале да бидат дел од она што го правам јас. Токму затоа ќе продолжил да се бори за реформи во нашиот образовен процес, но има и една многу важна порака за сите родители во Македонија. Не можам сите родители да ги ставам во ист кош, но голем дел од родителите си ги расипуваат во наводници децата поради своите амбиции. Малку да се спуштиме на земја, да видиме што е потребно и да не ги тераме нашите деца да бидат само одлични, а да немаат почитување, да немаат однесување и да не се социализирани. Баш напротив, личноста не е со сите петки. Личност е комплетна личност е кога навистина детето има добри манири, добро однесување и карактеристиките на личноста да бидат онака како што треба, а не само да биде одличен ученик. За жал, тоа во последно време е преднагласено и ние како родители мораме да прекинеме да ги притискаме наставниците сите да бидат одлични. Баш напротив, треба да дадеме од себе инпут за да нашите деца, учениците, оние мали дечиња околу нас што не окружуваат, да бидат добри личности, а не одлични ученици. Затоа Бумбаровски вели дека за секојаш ќе остане најголемиот другар на своите ученици. За кого најважно ќе биде тие да станат комплетни личности, а не само неедуцирани, одлични ученици со вештачки петки. Еден аплауз за вас.